Добра вечер. Факт е, почитувани гледачи, дека во последниве години во Македонија се живее понебезбедно и понесигурно од било кога. И како и секогаш и околу овој проблем, кога се нема доволно објаснување зошто е тоа така, и овој пат вината ја префрламе на транзицијата, како на економски, така и на политички план. И барајќи оправдување за сето тоа, во одредени ситуации некој од нас знае да каже. Море, како и да е, можеше да биде и полошо, додека пак оние другите, кои на своја кожа ја осетија целата она лошотија и се она што ни се случува, знаат да кажат, море од ова полошо и нема. И додека овој хаос трае, сепак сите знаеме многу често да речеме ако треба. И за леп нека нема, само да биде мирно. Притоа не знаејќи за кој мир или немир да зборуваме. Дали оној што го донесе војната или оној се уште актуелниот, кој е резултат на едно еуфорично, деструктивно, трендовско однесување, не водејќи сметка за последиците во потребата на инстант игреси или задоволство. И се почесто сме сведоци на црни хроники, инциденти на улица, во училишта, кафеани, во такси возила, па дури и во сопствените домови. И многу често реално сме исплашени дали нешто ќе ни се случи, дали ќе бидеме нападнати или пак понекогаш да не бидеме испровоцирани да нападнеме. И секако живејќи, тоест дивејќи во ова време невреме, се прашуваме колку во оваа држава може мирно и безбедно да се живее. И секако во овие анализи, во овие претраки, барајќи вината зошто е сето тоа така, често пати можеме да си спомнеме на она минато време, кој сакавме да го смениме, а кое сега гледаме дека за жал тоа време асоцираше на мир, сигурност, безбедност и слобода. И секако барајќи нешто поубаво, поудобно, сега се фативме во стапица дека токму барајќи го тоа донесовме нешто што е толку немирно и од кое сакаме сега да побегнеме. А секако и мора да се потсетиме дека генезата пак на македонштината, односно на македонскиот народ, вели дека македонецот од секогаш бил мирен и тивок народ. Значи, каде е причината, кои се последиците и дали постојат решенија за овој проблем, е темата што ние вечерва со моите гости ќе се обидеме да ја дебатираме. И еве, јас да ви ги најавам кои се вечерва со нас ќе бидат гости на оваа прашање. Значи, веднаш до мене е госпоѓа Сузана Чаволи, професор од Државно средно училиште Цветан Димов, Славе Младеновски, магистар по социолошки науки, Зоран Николов, психолог и медија директор од К15, Душко Лазаров, главен инспектор во Оделението за јавен ред и мир на СВР на град Скопје и Благоја Митев од Сдруженијето на такси компанијата Мерцедес Д. Вечерва со нас требаше да биде и господин Зоран Таневски, новинар и портпарол на координативното тело за справување со кризи на владата на Република Македонија, но посе изгледа дека нешто некаде кризирало и еве за жал тој вечерва не можеше да биде со нас. И секако како и секогаш, што би било ако не би биле тука со нас вечерва и младите, вечерва гостите од Државното средно училиште Цветан Димов. Еве за почеток да ве поздравам, да ви посакам добре дојде во нашата емисија. И покрај тоа што ќе говориме на една тешка тема, сепак би посакала вие безбедно и сигурно да се чувствувате во студиото цена македонската телевизија. За почеток јас би се обидала, еве со оглед на тоа што јас истапив со некакви аргументи по фактичката состојба на нашата држава, меѓутоа еве да ви го дадам почетниот збор на вас, господине Душко. На некој начин нели ни доаѓате од СВР Скопје, од Оделот за јавна безбедност, па да ни објасните еве накусо. Каква е навистина фактичката состојба по ова прашање? Дали навистина се наоѓаме во еден така небезбеден и несигурен период на живење? Имајќи во предвид состојбата или немилите настани кои се случи од минатата година, безбедното живење во Република Македонија навистина не може да се каже во права смисла дека е безбедно живење, меѓутоа Министерството за внатрешни работи превзема сериозни мерки за надминување на ваквите состојби и доведување во состојбата под контрола или во онаа што велиме нормална состојба на безбедно живење, кое е нешто
сигурно дека се чувствува, имајќи го во предвид периодот од пред новогодишните празници, по новогодишните празници и сегашниот период каде што веќе состојбата може да кажеме дека до некаде е нормализирана. Меѓутоа и покрај ваквиот став имаме случаи на зголемен број на кривични дела од областа на телесните повреди. Да, кои се најчесто инцидентите, од чија страна најчесто се правени и со каква фреквенција се? Најчести инциденти при кои што доаѓа до нарушување на јавниот ред секако се физичките напади и тепачки кои што се случуваат во различен период во денот на различни места, што значи не може да се презира точно местото и времето на извршување на истите. Меѓутоа многу често не можеме да ги одредиме мотивите за извршувањето на ваквите физички напади и тепачки или нарушување на јавен ред и мир, бидејќи тие се случуваат на улица, испред угостителски објекти, во округовите на училиштата, испред училиштата, патувањето од училиштата према домовите, на автобуските спирки, во такси возилата. Причините секако се дека се кај почесто кај младите луѓе се јава во одреден набој на вознемиреност, на страв, на докажување пред другите, поготово мораме да ги спомнеме сегашниве најнови збиднувања во помеѓу учениците од училиштата, поготово бидејќи тие се поврзани на национална основа, поради која нешто Министерството за внатрешни работи превзема интензивни мерки за обезбедување на делот од училиштата, односно обезбедување на круговите на училиштата, автобуските спирки каде што патуваат учениците, се качуваат во автобусите, во одредени случаи, во на одредени автобуски релации вршиме обезбедување на самите автобуси, се со цел спречување да не дојде до вакви нарушувања на јавниот ред и мир, кои што понатаму може да произнесат и поголеми или потешки последици. Да, значи тоа дека адолесцентната популација се и најголемиот број на сторителите на инцидентите, да речеме, што нарушуваат безбедноста. Па може така да се каже. Има некакви показатели. Може така да се каже. Може ли да стане збори за некаква прогресија, да речеме, за некои изминати години, некоја компарација како тоа било некогаш, како е сега? Увид некој дали тоа расте? Како појава? Ако го споредиме ова на подолг период, да речеме за период од 15 години, секако дека таа во огромно зголемување, меѓутоа ако го споредуваме на годишно ниво од сегашно со минатата или со предминатата година, може да се каже дека некаде во приближно исти рамки се движи, меѓутоа застрашуваат овие нарушувања на јавниот ред и мир, посебно помеѓу учениците на кои што се појавуваат на национална основа, кои што најчесто сметаме дека се иритирани од некои други цели, а не од меѓусебната одбраза на учениците. Да, имаше и некои истражувања кои покажаа дека повеќе младите се во функција инструирани од возрастните за да можат нели тие да бидат екзекутори на она што тие возрастните го намислиле. Сузана, јас некако по некое правило вечерва моиве гости се не со двострука, туку со трострука улога. Ева, вие сте ни и доаѓате и како професор од Државното средно училиште. Значи ќе проговориме и за она што еве инспекторот го нагласи како една од причините и мултиетничките проблеми меѓу учениците, меѓуетничките проблеми. Да. А од друга страна, еве, со оглед на тоа дека ние секогаш кога водиме дебата која сакаме да биде поавтентична и посуштинска во проблемот, можеби накусо, ако е во ред, да го илустрираме и она што јас пред малку и во најавата реков дека само оние кои беа засегнати од некаква немила случка, од некаков инцидент, осетија тежината на своја кожа. Вие ве за жал имавте во семејството на ја осетив на моја трагедија кожа, која нема да се задржам на тоа бидејќи тоа би било многу себично, нели? Така. Во овој случај како професор пред неколку месеца на сообраќајна несреќа ми се повредија семејството, сопругот и детето, и тоа од немарност, од дете кое било наркоман и така натаму. Не би сакала да се задржам на ова, да не добие друга конотација темата, меѓутоа тоа е дел на безбедноста и од тогаш решив таа моја трагедија да ја пренесам на една едукација, бидејќи случајно и професијата ми е таа, во комбинација со сите овие нели поуки кои секако сметам дека треба да се
развиваат и да се дополнуваат не само со вакви дебати, меѓутоа треба да се институционално обработуваат. Ќе подискутираме малку со по-конкретни практични примери. Еве во училиштето, конкретно во вашето, Да. чести ли се тие меѓуетнички Во конфликти нашето или да речеме, училиште- нели што е она резултат на еден адолесцентен период Так. кога меѓу младите постојат Так. повеќе агресивни и такви девијантни однесувања? Нашето училиште обстојува веќе 24 години и никогаш не имало проблеми меѓу учениците. Учениците се тие, еве ги, пред вас. Меѓутоа, таа едукација што ја спомнав пред тоа, која треба да почне уште од колевката, ние треба уште поажурно да ја продолжиме, наставниците, се разбира и другите органи, и другите институции. Кога веќе зборам за едукација, тука е примерна улогата на родителот. Да, Секако. секако. Ние малку подоцна во вториот дел кој ќе говориме за нели можните решенија и излезот од ситуацијата, Да. повеќе ќе се задржиме можеби и на превентивата, Да. што е секако дел и од едукацијата. Еве јас тука би се обратила кон Благоја. Баже, вие сте возач во такси компанија, здружение нели, на такси компанија. Меѓутоа, неодамна доста алармантни беа инцидентите што се случува и кај вас во такси службата. Имаше, нели, неодамна бевме сведоци на едно грозоморно убиство на еден ваш колега. Еве, јас деновиве прочитав, слушнав и за еден обид на злоупотреба на некоја девојка која од Стајковци се враќала, па во меѓувреме шоферот качил уште еден патник и, нели, со тоа и ризикот за безбедноста на патникот била влошена. Еве, вие како директен учесник во овој секојдневен живот и ден и ноќе возите се со, нели, се контактирате со секаков народ. Што мислите, колку реално на овој план е загрозена безбедноста на и оној што вози и оној што е возен? Па видите вака, јас сум од неодамна такси возач, скоро 5-6 месеци, меѓутоа возам нон-стоп навечер. Безбедноста прво за такси возачите е нула. Немаме едноставно никаква безбедност. Додека за патниците безбедноста ние ја креираме. Тој како такси возач не би требало, например, за тој случај да земе друг патник. Да, тоа е, значи, Да. сепак со некаква пропозиција забрането. Па, со сигурно, некаков дали, тоа не меѓуваз. само да е забрането, тоа не би требало. А патниците, за да бидат они по-безбедни, тоа им е само најубаво да они да бидат на позив исклучиво на здруженијата. Мислам, кога би се јавувале на позив, тоа се они безбедни, здруженијето знае кога, каде се качува патникот, кое време стига и со која кола се вози патник. Тоа им е едно од напатниците безбедността. А ние, како такси возачите, ние сме заштитени од државата, ниту од полиција. Мислам, немаат, едноставно може да немаат ни некој модус како да не заштитат. Сем, ако е како на запад, сателитски да не пратат каде иде. Така, меѓутоа се покажа дека ризикот нели е голем и нешто ќе Ризикот мора и на е тој за план нас подоцна огромен, да да. подискутираме. Има ли некој конкретен случај, еве вас, нешто да ви се случило што може да биде, да речеме, дел од ризик или пак што ви укажува на тоа дека треба да бидете повнимателни? Рековте, возите навечер. Па тие се многу случаи што се дешаваат. Една да кажеме дека кажуваат до Ѓорче, од Ѓорче кој се стига, ај до Сарај, па од Сарај понатаму од Сарај. Меѓутоа стравот и она што све што се претрпува е огромно. И на крај може да биде катастрофа или трагедија за некоја фамилија. Меѓутоа ете за мене увек било се убаво се завршува. Да, дај Боже и така да биде. Еве, во обидот да навлеземе малку посуштински во темава, Зоран, јас би ви поставила едно вакво прашање. Еве, заборавив да кажам дека и Благоја во своето живење променил неколку професии. Вие со вашето искуство некако еволуирате на разни бранши.
работевте долги години во затворот Идризово како психолог. А сега сте медија директор во К15. Јас нема да ги кажам сите други пропратни епитети за К15, меѓутоа еве нешто што е од едно сосема во друга бранша. Значи ли тоа дека човек кога е нели во борба за екзистенција, за пари, дека понекогаш може да биде контра на личните ставови, на она што ние генерацијски нели сме од едно друго воспитување, од еден друг модел на општествено уредување и сега сме соочени со нешто што е сосема друго, а сепак нели човек мора да котира и во тие води. Значи ли тоа дека некогаш човек може и на контраст примарните ставови сепак да прави нешто што му е и против волја, а сепак да продолжи да работи? Ние сме колеги, имаме среќа, уствари веројатно, што ни е психологија струка, така да можеме да работиме од една таква институција као што е Идризово, во друга што е сега маркетинг агенција, кај што во голема мера или може да се искористи или употреби оно за кое што сме студирали или сме се остручили до некој степен. Мотивите повеќе за преоѓање од таа институција после толку години во ова што сега го работам, пред се не ги барам во безбедување на некоја материјална екзистенција или во сигурноста која што сум ја имал претходно, па сега би ми се разнишала со излегување од таа институција која што секој што би помислил очекува дека тоа е сигурна работа или обезбедена екзистенција и така, или можност за надоградување, напредување во струката и така. Мотивите пред се ги барам во мене внатре како личност. Секогаш ме интересирале овие работи, односно можда сум повеќе ориентиран према некои истражувања и такви работи, комуникации со луѓе и така, кои што во добра мера вамо бев ограничен. Ограничен од смисла тамо се работи по строго определени норми, нели, дали прописи, дали одредени од тој куќен ред што важи во таа институција, дали од оние пресуди и сите тие работи, кај што не дава многу можност за некоја креативност или така. Кое што мене лично ми недостасуваше. За разлика од сега, кај што сум во една, стварно може да кажам, изванредна атмосфера, така да и овдека ни сам не верував колку повеќе уствари го користам она што сум го студирал, нели, и завршил, за кое што сум остручен. Така да тоа би биле мотивите за преоѓањето. Така, за жал тие ви, мислам, за среќа ти имаше среќа од едно на добро место на друго добро место, меѓутоа еве ние сме сведоци дека тоа е можда резултат на, пак викам, да, дека може би едно од и клучните задоволства е токму тоа што многу народ остана, нели, без работа, без соодветна работа, така да може би и таа агресија во имав ризични форми. Сум не бе тоа некои големи реакции од средината, бар оние што ме познаваа за тој период дур бе во Идризово, знае во како изгледа да се работи таму и знае како изгледа да се работи сега кај што сум. Меѓутоа, за вака луѓе што не ме познаваат, изгледа чудно да се излезе од дури, може да кажам, добар дел од колегите во Идризово не веруваат дека сум спремен да излезам за да преидам во К15. Така. Славе, едно од прашањата кое јас го подготвив за колегата Зоран Таневски, кој вечерва не е тука, беше и тоа, нели, дали на некој начин можеше да се ограничат кризните места, па знаејќи ги дека се тие кризни, нели, да избегнеме не кризни кај што и безбедноста ќе е поголема. Меѓутоа, јас тука би се надоврзала нешто во контекст на ова. Како што реков на почетокот дека може би за оваа хаотична и масовна деструкција најлесно ни е да ја обвиниме транзицијата, како на економски, така и на политички план, како да на некој начин сакаме да го тоа маргинизираме човечкиот фактор. Тоа само по себе си донело тоа што си донело, а ние ниту сме виновни, ниту сме криви за тоа. Меѓутоа, зошто, како што реков и на почеток, ако Македонија, ако македонецот генетски е, нели,
miroljubiv narod, zašto da se prihvati ovaj haos, zašto da se reagira tokmu taka kako što se reagira i zašto ako vojni vakvi sostoj bi se očekova da ljudje to se zbližuvat, ovdje se slučava nešto sosama sprotivno, naprotiv od tugljuvanja. За почеток на моето гледање на работата околу безбедноста или небезбедноста на граѓаните, можам да речем дека со едниот став не се согласувам дека ние го прифаќаме насилството. И како луѓе, и како родители, и како новинари или личности кои имаме можност да го кажеме своето мислење јавно, не се согласуваме дека насилството ни е дадено како такво и дека мора да го трпиме. Од друга страна се согласувам со вас во поглед на изнесените оценки околу порастот на степенот на насилство во заедницава. Во текот на вечерашна расправа, јас се надам че имаме можности да презентирам одредени податоци до кои што сам дојдов со одредена анализа. Тоа се објавени податоци во јавните медиуми, што значи тие се достапни на јавности. Ако седнете да ги проанализирате по со одредена методологија, ќе добиете, да речеме, податок дека од 15 јануари до крајот на април месец, еве не заклучно, мај не ми е завршен, имате за 120 дена 80 случаи на убиства, самоубиства, било каков вид на насилство. Зборувам за Македонија. Тоа значи дека најчесто оружје што е користено е оружјето, значи се мисли пиштолот, пушката, ловечка или автоматска, потоа ножот како одредено средство, мотивот бидејќи е во пред фаза, уште не се знае мотивот, тоа се утврдува подоцна по судска постапка и не можат новинарите да го кажат кој е мотивот за делото, може да се кажат пари или било каква причина, речеме доколку се утврди категоријата на зависници од наркотични средства дека им треба дрога, но вистинскиот мотив се утврдува после во друга постапка. А жртвите се најчесто граѓани кои немале судри со законот. Така што кога би ја погледнале она што се вели социолошката димензија, степенот на загрозување на човечкиот живот се зголема во зависност од времето во кое што живее, просторот каде што се наоѓате, периодот на денот, дејноста што ја вршите и личностите со кои што доаѓате во контакт. Колку е поголем степенот на овие елементи во социолошка димензија, толку е поголем ризикот дека ќе ви биде загрозен живот. Каде е проблемот? Проблемот е што сега животот ви е загрозен и доколку отидете во менувачница, можете да бидете на вистина со лоша среќа, да речеме, во тогаш да се погоди некој да ја ограбува. Можете да влезете на бензинска пумпа, истото може да ви се случи. Можете да влезете во мини маркет, истото може да ви се случи. Значи, порано се знаеше кои беа правилата на игра и криминалците, така да ги наречеме, луѓето кои што се огрешило од законот, имаа правила на игра и не го правеа тоа. И на некој начин опасни места, да, што се не го знае правеа дека тоа со невините жртви. Едноставно тие си имаа некој кодекс меѓу себе. Во психолошката димензија пак имате ситуација каде што треба да го имате предвид карактерот и темпераментот на човекот кој што доаѓа во конфликт или доаѓа во одредена ситуација зависност какви постапки презема. Некој ќе реагира може и поемотивно, поизбувливо, некој авантуристички дух, некој сака под дејство на алкохол да ја помине релацијата од Александар Палас, еве за оние кои што не се од Скопје, тоа е релација некаде од можеби километар во должина по Октомвриска револуција. И тоа е начин на живење на една генерација од денешно време која што се трка со автомобили. По самата дефиниција, вие ако се најдете во еден час од пополноќ на тоа место, вие ризикувате да ви биде загрозен живот. Да, Славено, ти пред малку рече дека ние не го прифаќаме тој начин на живење. Така? Меѓутоа од реакцијата доаѓа токму од јавноста. Од податоците излегува дека поголем дел веќе го прифаќаат. Не, немаме ние манифестација на народно незадоволство или на организирани граѓански здруженија кои што би реагирале со одредени протести со изготвување на закон. И на кога ги погледнете решенијата што се нудат сега, бидејќи оваа анализа покажува дека најголемиот број на средства што е користено за насилство е оружјето. Сега во овој период се подготвува, да речеме, закон за нелегално поседување на оружје. Ние до вчера тоа го немавме. Сега одиме со една правна регулатива да го решиме тоа прашање. Утре можеби ќе добиеме проект како што е граѓанска иницијатива за едукација на граѓаните од експлозивни направи во кризни региони. Оној момент кога ние ќе постигнеме таква општествена организација, ние ќе можеме да очекуваме и одредени резултати.
Сакам да кажем една ситуација што е многу карактеристична. Всушност ние прашањето за безбедноста го поставуваме оној момент кога ќе почувствуваме дека не функционира правниот поредок во државата, она што се нарекува систем на државата, институциите, министерствата, судовите, самите личности што ги водат овие институции, и кога граѓанинот како припадник на одредена заедница сваќа дека непочитувањето на општествените норми му донесува на него повеќе поволности, а не размислувајќи дека тоа носи штета на другите. Нема да одиме со прашања или тези дека нас ни се случи војна минатата година, тоа е јасно. Влезете во еден автобус, вие ќе забележите дека никој нема однос кон постар човек, кон инвалид или кон бремена жена. Елементарното ниво на безбедноста ние гледаме и во тоа. Возачот може да биде и нервозен, може да закочи од X причини, некој може да биде повреден. Потоа, на пешачки премин може да ви застане едниот возач, но вие ризикувате да бидете повредени заради тоа што другиот не застанува. Илјадници примери можеме да најдеме во секојдневното живење, каде што буквална смисла никој не размислува дека може со своето однесување да го повреди другиот. Ова го кажувам од причини заради тоа што самата наша филозофија на живење во денешно време, дека е нормално некако да го претепате, да го наметнете моделот на насилство како начин на живење е поразувачки. Кога го велам дека ние не го прифаќаме на ниво на број, како ќе ги погледнете кои се сторителите, можете да забележите и една тенденција на личности кои што се и повратници, да речеме, и кои што имаат и досие. А жртвите се невини граѓани. Додека криминалот беше во така една, ќе речеме, колегата од Министерството за внатрешни работи може да каже колкава беше можноста на криминалците да контактират со овој свет кој што не беше инфициран со криминал. Сега вие можете слосема секојдневно да забележите лица кои што носат оружје, се не знаете дали се полицајци или криминалци, а доколку се во цивилна униформа. Иако ризикот стои и од таа страна, и ако носи униформа, не знаете како му е психолошкиот код. Се сомневате во неговата пресметливост да не ви потегне пиштол и да ризикувате да го загубите животот, заради тоа што човекот не поднесува доволно количество алкохол. Тука е стравот на таа социопсихолошка димензија што ние мора да имаме и како општество и како граѓани сме повикани да реагираме на тоа. Дали тоа ќе бидат преку медиумите на овој начин, па ќе го постигнеме степенот на страв, односно на значење на ситуацијата од опасност што ни се заканува, или ќе побараме и други форми, тоа е прашање на сите нас како општество. Ајде, тука да ги вклучиме малку и младите од студиото, еве секако и за потсетување да кажеме дека и нашите гледачи може да контактират на нашите дежурни телефони 111 660. Повеќе. Фала. Најпред би ги поздравил гостите во студиото. Навистина бев импресиониран од говорот на господин Славе и ме повеќе да кажам некој заклучок можеби на тоа што го изложи тој, дека се сведува на тоа дека денеска да се биде безбеден, значи да бидеме први ние самите воспитани, односно младината, мислам барем моје мислење дека не е доволно воспитана и оние кодекси на однесување, оние норми се навистина на едно многу ниско ниво. Најнапред ќе тргнеме во училиштата кога веќе може да видат и професорите дека тоа што било пред 30 години едно нормално однесување на млад човек на часот и надвор од училиштето, денеска тоа веќе не важи. Денеска може слободно ученикот да стане, да се раздели на професора, да биде агресивен и ред други работи кои што навистина ги спуштат оние критериуми за добро однесување. Кога ќе го земеме сето тоа, сигурно се доаѓа денеска да како производ младите да бидат агресивни, може да се каже дури во некои моменти и под некои пороци што посегнуваат поради заинтересираноста. Но таа заинтересираност, според мене барем, е поради недоволното функционирање на институциите, бидејќи за еден млад човек да е заинтересиран за дрогата, за алкохолот, тоа е директно влијание од медиумите. Оние реклами што се вртат нон-стоп, оние филмови кои што можеби без контрола излегуваат, дури не во доцните часови, дури веќе може помалите деца со мала возраст да ги видат во 11, во 12 многите, кажува дека младиот човек од самите медиуми се учи како да се однесува. Го слушав и примерот на господинот што беше такси возач. Знам за господинот што беше тој дечко, мислам дека беше што беше убиен од возилото, навистина тажно, бидејќи го познавав јас него. Неговиот татко беше родител, беше професор. И можам да кажам дека ако он имал родител кој што е професор, сигурно се обидел да воспита едно дете кој што подоцна ќе биде совесен родител и совесен граѓанин. И навистина поради тоа однесување, како што каже господин Слава, на некој кој што може би се појави, а не знаете вие како изгледа, или кој ќе влезе во такси возило,
може резултатите да бидат никакви, односно катастрофални. Друга страна би земал дека не можеме и само да зборуваме за безбедноста на поединецот, на личноста. Треба да зборуваме за колективната безбедност, која може би според мене е клучна. Ако гледаме на безбедност на поединец на автобуска станица, како што кажа и господинот за обезбедувањето, не може секој да биде обезбеден по секој време, да се чувствува безбеден. Дури и ниво запад што толку атакуваме таму, не се безбедни сите. Например, еден Лос Анджелес или Нью Йорк е колку 10 Македонија или повеќе, само е на улица таму, колку е на Македонија, па не може да бидат безбедни. Од друга страна, која ќе размислиме, можеме да видиме дека она поставување, барем според мене, на полиција или на обезбедување пред училиште или пред некои установи, може би е добро, има некои позитивни страни, но ефектот кај поединецот или кај личност е според мене негативна, бидејќи вие кога ќе видите полицаец пред училиште, веќе институцијата училиште губи својата функција. Веќе испаѓа, че ја идам во училиште со намера пред време дека можеби ќе бидам нападнат или истепан или што не знам уште друго. Мислам дека навистина тоа катастрофално. И треба да се отклони таа идеја. Не знам вашето мислење кое е за тоа. Вака сега, присуството на Министерството за внатрешни работи во близина на училиштата не е со цел заплашување или внесување немир во редовите на училиштето. Тоа сепак не е поставено, како што кажа учеников, во кругот на училиштето, тоа е сепак оддалечено од училиштето, меѓутоа е поставено на места каде што може да се следи движењето на учениците при влегувањето и излегувањето од училиштето, се со цел нивна поголема безбедност и заштита од, како што ги набројавме, бројните примери на несакани тепачки, физички напади, при кои што имавме повеќе примери на повредени ученици, реакции на родители. Меѓутоа, морам овдека да потенцирам и соработката со представниците од училишта, посебно со директорите и педагозите, која што соработка трае на подолг период, со заедничко действување и делување. Нивната активност повеќе насочена внатре во училиштето, со советување, укажување на учениците, на кои што состаноци и договори учествуваат и представници од Министерството за внатрешни работи, посебно инспекторите од малолетничка деликвенција, кои се стручно способени за контакти со учениците, а наше додека она што зборуваме полиција, што терминот полиција во униформа, тие се поставени на примерна оддалеченост од училиштето, која нешто битно не смета во изведувањето на наставата, ниту пак има некоја посебна потреба да учениците обрнуваат толку големо внимание или присуството на полицијата да смета на самата психа на учениците. Меѓутоа, непобитно мислам, неопходна е потребата присуството на полицијата, посебно во близина на автобуските спирки, каде што најчесто и доаѓа до тие физички напади и тепачки, кое што присуство најнормално ќе биде отстрането, се надеваме во краток период, кога ќе се прекинат или намалат овие физички напади и тепачки, овој набој меѓу учениците, по која нешто и присуството на полицијата нема да биде и потребно. Добро, вистина е дека постои тој набој меѓу учениците. Ја можам да се вклучам со конкретен пример. Живам во населба, можеби која што ја споменува за ризична однос проти училиштето Цветан Димов, тука е Чаир, нели? И живее, може да се каже, население од мешан етнички состав, има и албанци, и турци, и македонци, разни етнички луѓе, односно разни етнички популации. Можам да тргнам од мојот пример, дека кога ќе излезам за училиште, мене ми е блиско. Одма се наоѓа тука, спроти зградата. Но кога сакам да преминам на кај центар, ја некогаш не одам со автобус. Имаше повеќе примери, мислам и вие прочитате во медиумите, дека биле претепани деца, ученици во близина на Цветан Димов или на автобуската станица. Но има случај да испешачам 3 километри од Џон Кенеди до градскиот трговски центар, при тоа да не се susрем со ниеден албанец или некој друг што може би бил агресивен. Значи тука сакам да вклучам, не е проблемот меѓу младите дека се мразат, што кажавте вие, туку проблемот е колку се воспитани тие, колку сакаат да го припатат другиот. До сега, значи, овие може да се каже цела година дена, која беше најлошата состојба која владееше кај нас, може слободно да пешачам. Јас во 10 сати на вечер се враќам. Можам да се вратам од градскиот трговски центар пешки до дома. При тоа да немам никаков проблем. А од друга страна, на автобуската станица каде што масата на народ се збира, да се чувствуваат младите небезбедни. И тука да се атакува на личностите. Ја споменав тоа на
соработка со училиштето кое што имате. Дали сметате дека треба да бидат вклучени некои едукативни часови во склопот на наставата, кои што биле нормално после таа регуларна настава вклучени за образување на младите да се запознаат со таа безбедност. Затоа што сметам има еден предмет кој се изучува, тоа е нели одбрана и заштита, кој се учи во втора година. Барем според мене тоа е предмет кој што е навистина доста корисен за младите, да се запознаат со некои работи и од безбедност и од војниот аспект, од сето она што вклучува општественото живење. Но некако изостанува не само во учебникот и во сето таа настава, она колку треба да се биде безбеден. Може ли нешто такво да се вклучи во образовниот систем? Видите, ние од Министерството за внатрешни работи не сме надлежни да креираме програмата и начинот на изведување на наставата во училиштето, меѓутоа секоја програма или секој наставен предмет кој што ќе биде внесен во училиштето, а кој што позитивно ќе влијае на младината, со кое позитивно влијание би се намалиле нарушувањата на јавниот ред и мир, ние секој би биле задоволни. И би го прифатиле тоа. Вака имам едно прашање до господинот од такси компанијата Mercedes D, така беше. На кој начин сметате дека би се намалил бројот на оние, како што ги викаме сега, диви таксисти во градот, значи без броеви на такси компании, затоа што знаеме дека сите навечер времето не е ограничено за во град, доколку да искачаме и како да искачаме. И на враќање знаеме дека влегуваме во првото такси што ќе ни дојдат, значи на станица повеќето се тие диви. Дали поради тоа се случуваат овие инциденти како што се малтретирање или злоупотребување на децата? Видите, државата и ова е во тек дека секој такси возач мора да поседува лиценца, која лиценца ќе биде изложена на самото возило, возач, број на возило. Само тоа е се уште у позадина, така да сигурно дека ќе се намали и бројот на дивите таксисти и бројот на немилите случаеви кои се дешаваат за вас поглавно. Би сакала да поставам едно прашање до господинот Славе. Прво би кажала на моје мислење и би направила една споредба. Може би не сум толку компетентна да зборувам за тоа време, но еве би кажала кога бевме во склоп со Југославија, колкава била таа безбедност и колкава е сега во ова време како што живееме како суверена самостојна држава. Знаеме колкава била безбедноста, мислам што ми кажувале претходните постарите генерации, колку било безбедно тогаш да се живее и всушност сите жалат за тоа време што поминало, а денес се самостоивме, станавме самостојна држава, мислам немам ништо против, тоа е супер, само а колкава е сега безбедноста, значи не одиме напред, туку одиме надоле. Зошто е тоа така? Зошто знаеме кои законски реформи сега и кои законски решенија се донесени, може би се и подобри од тогаш, но сепак ние одиме надоле. Дали тие закони денес воопшто не се само пишени закони, а воопшто не се спроведуваат, не се применуваат во пракса? Дали не е доволно развиена свеста кај луѓето или треба да се применат малце на построг начин, не знам како да би го кажала тоа. А и уште не се согласувам се на ваше таму што прочитавте мислење дека безбедноста на човекот зависи од тоа во кое време живее. Јас мислам дека времето го прават луѓето. Со самата техника што оди напред, всушност и времето оди напред. Времето зависи од нас. Повели. Ќе се согласам со вас дека се зависи од луѓето. Кога реков дека времето зависи, токму тоа што вие претходно го кажавте како вове, дека во едно претходно време имаше други општествени односи и безбедноста беше поинаку сватена. Во денешно време, значи правиме разлика меѓу време како социолошка категорија и период на денот како часовник што го мери времето. Токму вие го рековте тоа врз база на посредни или секундарни податоци, кажувањето на вашите родители или блиски пријатели дека во едно претходно време пред 20 години се живеело побезбедно. Јас го потврдам тоа, да речем, и како млад човек пред 20 години, дека се живеело побезбедно, но не дека немало криминал или дека немало наследство и немало убиство. Не во толкав степен. Се согласувам дека бројот е различен. Овде, како што сакам да кажам, дури бројот може да биде и идентичен. Податоците за тоа, веројатно од Министерството за внатрешни може би се поажурни од колку моите податоци. Она што јас овде сакам да го кажам е разликата во самиот степен на криминалот.
Односно, она не во квантитетот, туку во квалитетот. Имате сега просечна старост на криминалец на возраст од 16, 17, 18 години. Самата граница на криминалитет се помести кон многу помлади генерации. Тоа е првиот индикатор што е многу сериозно алармирање во самото општество. Кога вие имате сторител на кривично дело, убиство од небрежност, од свесна постапка, за пари, било кој мотив да го ставите, за дете од 16 години, постоите прашање, каде биле неговите родители, што правеле, кога легнал да спие, дали одел на училиште, каде е неговото, тоа е шамар до самото општество. Дали ме разбирате? Кога момчето, и што се согласувам со него токму на исто една ваква расправа, реков дека разликата меѓу син ми и мене е во терминот, иако почнува со иста буква. Мојата генерација, или можеби моите мотиви беа да ме мотивира амбициозноста. Кај син ми карактеристиката е агресивноста. Таа агресивност ја гледам во неговата детска игра, во неговото сваќање, не дека ми е син или дека тоа е моето дете. И илјадници синови се такви. Погледнете целата ситуација на односите што ги поставуваат со нив. Така што она што вие го илустриравте како секојдневие ваше во училиштето, мене не ме изненадува. Она што мене ме изненадува е всушност што доведе до таа ситуација да ние добиеме таков модел. Сега, тоа е практично по одговорот на вашето прашање. Кога имате во ситуација во општеството не ги почитувате правните норми. Елементарната работа, оно што ќе стори кривично дело, оди во постапка пред судот, под судот оди во затвор. Кај господинот оди на огработ. Претходно огработ. Значи тој господин ќе го приведе, тој ќе го осуди, овој ќе иде на ресоциализација. Таа постапка доколку вие нарушите, ако господинот го уапси вечерва, во пиена состојба или напред сторено кривично дело, тој има мобилен телефон, ќе се јави кај шефот од неговата политичка партија и овој ќе го пушти. На улица и тој утре не ќе биде. Колкава е можноста, ово не го зборам како генерализиран пример, туку само како илустрација. Што не мора да е така. Но и вие како полицајци ќе дојдете утре во ситуација зошто се закачам со него. Вие кој ќе го нарушите тој правниот поредок што е основен, тогаш не очекувате дека моралните норми што се прашање на грижа на совеста дека ќе профункционираат. И тогаш имате распад на целиот општествен систем. Од овој момент можеме вечерва да излеземе и со прст ќе ви покажем од македонска телевизија колку законски норми се прекршени. Од погрешно паркирање до погрешно преминување на улица, потоа до работа на ресторани по 24 часот или сега е дозволено до 2. Мислам за кафаниве. 24:01. Да, така. Потоа, не можете да најдете земја од типот на западноевропските земји. Јас имав таква можност да прошетам и по тие земји, да видите малолетни да шета во град по 21 часот. Денеска ова јавно да го изјавам дека родителот треба да биде повикан, дали на психијатар, дали во суд, дали во МВР, за неговото дете доколку е малолетно и шета по 21 часот, мене ќе ме сметаат за луд, не родителот. Затоа што таков модел се создаде дека тоа е нормално. Тие да шетаат по 21 часот, независно каде се шетат и со кого. Да, меѓутоа кај нас, за жал, се ова што го споменавте како негативен пример се случува како нешто нормално. Значи ли тоа дека токму можеби лошо организираната поставеност на државата, на системот е еден од клучните причини што колективната свест дојде до ова ниво на која е дојдена? Затоа што, еве сега како пример, ако ние како генерација потекнуваме од генерации кои сме биле нели сосема другачие воспитани, секако дека и ние како родители на сегашните наши деца кои баш се однесуваат така како што се однесуваат, ги воспитуваме по нашите модели. Меѓутоа наидуваме на нешто сосема друго. Значи ли тоа дека државниот систем ги храни да така се однесуваат како што се однесуваат? Ќе се послужам со ова споредба што ја направи девојкава во смисла на Југославија. Многу ретко социолингвистички во поранешна Југославија, тоа значи и за Македонија, ќе слушнете израз кој што ќе одеше навредливо за државата. Често се користеше силна држава, прост народ. Но никош не ја пцуева државата. Таков однос немаше. Денеска во Македонија на социолошко ниво имате многу интересна ситуација. Државата се пцуе. За оној што на шалтер не бе услужил, сите ја пцуе државата. Никој не ја пцуе владата. А кој ја креираше државата? Имено. Сакам да кажам, тоа е многу интересна работа. Ние дојдовме до ситуација да се приспитаме, да решиме дека не бидува како народ за држава. Пазите, и тоа се случува секојдневно. За секоја работа што се случува. Чешмата да не ви работи дома,
ме разбирате, или мајсторот да не би поправил како што треба, вие ќе опсуете државата. Ова ви го кажувам од причини зашто тоа е индикативно. Оваа генерација млади луѓе што растат, тие добиваат негативен однос кон историјата или иднината на сопствената држава. Го кажав од пример заради тоа што тоа е многу индикативно. Ние не смееме да дојдеме до ситуација за сите аномалии што се случуваат во општеството да фрламе со дрви и камења против државата. Државата е нешто што е свето и нешто што треба да се негува и чува. Она што е виновна е владата. Ова идната или претходната. Значи, таа ги извршува функциите кои што се дадени за одреден период. Вината лежи во министерствата, вината лежи во сите нас, ако ја погледнете по делата што ги правиме. И тоа што многу полесно ќе утврдите вината. А вие не можете да барате одговорност од мене ако шетам во Луново и ми се случи инцидент. Зошто? Заради што таму изведена показна вежба обука. Тоа се врши во криволак. Не разбирате како? Таквите постапки го нарушуваат овој модел на општествено организирање. Јас знам вечерва дека не смеам да одам во приградски кафани од типот, да речеме, надвор од Скопје, заради тоа што таму доаѓаат сомнителни типи и не одам таму. Ќе одам во центарот на Скопје или ќе одам во ресторани каде што знам дека нема инциденти. Да, меѓутоа многу често се случува и соодветните министерства кои ќе донесат некакви закони кои треба ригорозно да се почитуваат или спроведуваат, ние повторно доаѓаме до тоа дека законите не се почитуваат. Не се почитуваат. Значи пак нешто што лежи во нашата свест. Значи ние вечерва треба ајде да се обидеме да подискутираме за тоа како да се подигне свеста за да се излезе од ова. Ако веќе не може да биде на ниво на организираност, еве видовме примерот со надпреварот, ракометарскиот надпревар, нели? Зар не беше изненадувачки што една таква фешта со една таква еуфорија, едно такво расположение заврши без инциденти? Тоа само покажува дека ние не сме насилници. Да, значи ли тоа дека кога народот ќе се самоорганизира може да помине тоа и без инциденти, со еуфорија и со викање и со песна, а да помине без ајде да им дадеме предност на младите повторно. Сакам да ве прашам, споменавте дека државата е нешто свето и дека е нешто што треба да се негува. Дали според вас не е дека државата е, дека и ние во државата треба да ја гледаме нашата иднина, затоа што многу млади, можам да кажам мои врсници, дека ја гледаат иднината надвор од Македонија, зошто да не ја гледаат во самата држава? И што негуваме всушност ние, ако немаме иднина во државата? Само да дополнам. Бидејќи кога се кажува вака често да речеме може реченицата да добие поинаков призвук. Тоа е факт на пример дека кога ќе се погледне државата од овој аспект претходниот што го кажав дека ние институцијата што ја имаме што не организира всушност државата, но државата по едно друго гледање и сервис на граѓанинот на кој што всушност мора да му ги задоволи интересите. Вашето прашање поставено во делот да речеме каде е мојата иднина. Ќе ве потсетам на една мисла од Кенеди или од други големи личности кога побарале од граѓаните да се вложат себе си за државата. Ние се наоѓаме всушност како генерација, не само мојата генерација, туку и вашата генерација, што оставаме за идните генерации. Ако тргнеме од претпоставката дека мојата генерација ја изеде вашата иднина, ја изеде буквална смисла. Кажете ми стамбеното прашање кој го има решено. Кажете ми кој може да речеме да си дозволи да може да живее малку побогато од една ситуација. Тоа се сериозни процеси кои што едноставно човекот како индивидуа, барем во социолошките истражувања имате вакво прашање. Дали мислите дека вас ќе ви биде подобра позицијата? Вика да. А дали мислите дека ќе биде подобра општествената состојба? Не. Се како може да му биде подобра позиција? Едноставно, човекот нашол дека во системот постои така наречен подсистем или поджито. Со непочитување на правните норми, со непочитување на моралните норми, тој ќе го задоволи своето его, својот материјален статус и ќе биде во подобра позиција. А општеството и натаму ќе тоне. Ова го кажувам дека и излезот всушност човекот може да го побара во неколку опции, да ја напушти државата, да се посвети на криминал или на некои пороци, да заглави во некоја мистична или група или секта, или едноставно да се обиде во рамките на таквото како што е општество, да се организира и да им рече на тие кои што ја узурпирале власта или го нарушуваат правниот поредок на државата, да им рече доста е. Повели? Вака, живееме во едно бурно време, време на пари, време на брзање, време на транзиција. Факт е и многу истражувања покажале дека најголем дел од оние кои што подлегнуваат на пороците како што се проституцијата, наркоманијата, алкохолизмот, насилството се адолесцентите, односно младите, врсниците, оние кои што се на наша возраст.
Тие се, можем да речем, се уште нели во процес на формирање, се лабилни, сепак треба нели да им се укаже помош од страна на професорите, од страна на стручните лица. Каде ние, како ние да се заштитиме од овие влијание, од овие пороци, за да можеме да живееме безбедно и среќно и хармонично во глобала во оваа држава. Прашањето го патувам до колега и психолог може би до 20, до психологот и до социјалот. Повод за прашањето, повод за дискусија или да кажам нешто не бев нешто посебно спреман за емисијава. Ја знаев темата, меѓутоа во ред не е битно. Во секој случај повод за да продискутирам некои работи се како прашањата, како некои индивидуални искуства овдека на гостите и на учениците кажани. Као главен повод ми е моментот што го спомнавте дека пред училиштата има полиција. Мислам дека полицајците пред училиштата никогаш нема да спречат тепачка. Тоа е едно. Полицајците може да евидентираат на крај кој како поминал или да ги евидентираат учесниците во тепачката. Меѓутоа да ја спречат нема шанси. Тоа е едно. А друго, лошо изгледа полицајци пред училиште. Тоа не е вред. Без разлика. Мислам дека проблемот постои. Затоа сме сите овде, дискутираме, разговараме, да го решиме нема. Ние вечером, меѓутоа ќе кажеме нешто во таа смисла или во правец на решавање или подобрување на тој проблем. Актуелна општествена ситуација ја појачува тензијата, како кај младите, така кај постарите. Извршители или склони кон насилничко однесување, кај сите тлее, нели? Револт за ова или због она или сите тие работи. Меѓутоа, кај некој поддействана чашка на алкохол ја манифестира таа. Тие ги окарактеризуваме ради факторот е пошто пиел. Други ради друго, други ради трето. Меѓутоа, популацијата здрава, нормално, во основни средни училишта и понатака, поготово во основните и во средните училишта, моје мислење и сметаме дека мора да се најде форма на некој организирано ангажирање, бидејќи училиштето не е образование, него е паралелно тече воспитниот процес со добивањето на новите знаења. Тој воспитен процес, како е сега организиран, очигледно не ги дава саканите резултати за ова време што испаѓа дека уствари не претекнало во момент. И ние не сме спремни, влагаме во него и не се случуваат вакви работи. Затоа во школите или се мора моја мислење да се најде форма кај што таа тензија ќе се намали кај учениците. Ние, ако таа тензија не ја намалиме, односно не го намалиме опасноста, ризикот од појавување на насилничко однесување или манифестирање на такви пак агресија према друг или аутоагресија или било како, ако ние тоа не најдеме форма на делување врз тоа да ја намалиме таа тензија, ќе ни се случуваат вакви работи. Пак би додал уште нешто, би продолжил. Што викаме, некој ќе направи кривично дело, па ќе биде откриен, односно ќе изврши насилничко однесување, ќе има оружје без дозвола или било како, се тоа се санкционира. Не ја споменуваме сега нееднаквоста пред законот, за која што сите сме свесни. Се тоа се санкционира на овој или на оној начин. Тој извршител на тоа ја издржува санкцијата и сите тие работи. Имаме пак наш пропуст. Ние не превземаме ништо или не е најдена ни една можна форма за тој човек повторно да се интегрира во општеството. Имаме, викаме, случаи кај што од небрежно се случуваат некои работи. Тие се случуваат кај нас и сега ќе се случуваат. Меѓутоа, вакви работи, тепачки во средни школи или сите други склоност кон пороци, моје мислење да мора да постои форма во основните и во средните училишта кај што тоа ќе се сведе на минимум.
фактор да се манифестира такво однесување, ако лежи во пореметени, пример, психички процеси или сите тие работи, дури и некако може понатака да се санкционира. Меѓутоа, ако е фактор неадекватно или несоодветно образование, односно воспитување во текот на образованието, тогаш е наш пропуст. Секако, токму и затоа сме вечерва тука да може би на некој начин сите од своето искуство, сите од својата бранша се обидеме и да подискутираме за некаква можна парадигма, односно некаков можен узорок како тоа да се надмине. Еве колегата психолог спомена модел на работа во училиштата. Еве Сузана. Во нашето училиште долги години има активности. Поготово последно време веќе се интензивираат активностите со учениците на разен план, по разни интереси. Се разбира, тука главна улога играат класните раководители, дежурствата и сето тоа, така да целта на сите вработени ни е да ги што помалку оставиме на улица, во кафулина, така да веќе функционираме со разни дебати, со разни приредби, надпревари, месечини, единствени сме во општината. Ученикот ќе да дополни, бидејќи тоа е искуство на тие надпреварите. Вистина, може би надпреварите се на вистинско место каде што младите се обединуваат па забораваат на оние проблеми. Но ќе се наврзам на излагањето на психологот, ме потикна, ме интересира, односно како се однесува човек, односно кој што ќе помине за оние филтри, да излежи казна, ето во затвори, потоа да треба да се врати во нормалните институции на живење. Дали навистина се променува тој, дали сваќа својата грешка која направил свесно или ако не е свесно, дали веќе ги увидел своите грешки, и ако е така, значи ги увидел, сака да се подобри, му возможува ли општеството тоа да го направи? Во крајен случај дали му се пружа втора шанса на човекот. И од друга страна, само да се наврзам за друго што кажа за тоа дека државата, ако е света, треба да не обезбеди екзистенција, па за да ние се чувствуваме безбедно. Не би се согласил со него, би застала на страната на господин Славе, бидејќи друго е екзистенција на младината, друго е безбедност. Бидејќи во Америка можете да имате екзистенција, но таму и големите богаташи не се безбедни. Имаат енормно скапо обезбедување платено и ред други работи, па не се чувствуваат безбедни. Па камоли, на пример, во Македонија, иако сме можеби сиромашна земја, фактно може да признаеме, сепак не можеме тука да наоѓаме причината. Само за тоа ви кажам. Вака, кој колку во секој случај издржаната санкција помага, меѓутоа тој човек не е толку од општеството колку, пак ја од моје искуство или по моје мислење, повеќе од средината не осуден, него не прифатен. Затоа што ние, ете, таква ни е средината, менталитет или сите тие работи, со таа разлика што сега во оваа актуелна ситуација многу тешко се вработуваат лекари или, еве да кажеме, многу постручни профили, а како би се вработил некој со таква биографија и тоа. Тоа во однос на тоа прашање, ова што зборувате за школа, во ред е тие форми на сите тие организирани форми на ангажирање, дружење и сето тоа, меѓутоа мислам дека и кафаните и кафичите се дел од тоа. Не се тие организирани форми за да они не одат во кафичите. Треба да одат и во кафичите и ќе одат. И секогаш ќе одат во кафичите. Лошото е, по моје мислење пак, лошото е ако одат со пиштол во кафич. Или ако одат во кафич, да се пресметаат со другиот и така. Ако таа одат да испразна тензијата. Ја мислам дека позитивно е, например, младите да излегуваат во оние по-лоши зони, кажеме, по-критични места, бидејќи за еден млад човек, според мене, по-позитивно за него се изради како личност која ќе се соочи со опасностите. Затоа што личност ако биде оттрната и од пороците и од кафаните и кафичите, подоцна сигурно во животот ќе треба да се соочи со тие начини на живење, па тогаш ќе се видат неговите недостатоци. Сакате, господин Стави, да се вклучите?
Јас тука само би дала предност еве на девојката. Ако јас сакам што нешто да кажам, сите збориме за адолесценција, за безбедност, за кафичи. Мислам дека тоа е една мала ситница од целата ситуација што ни се случува денес, бидејќи треба малце да отидеме погоре на власта, на законите, на државните органи, а после да отидеме на адолесценцијата и на средните школи, на безбедноста, бидејќи кога би се средиле тие работи погоре, тоа мислам дека ќе се дојде само по себе. Еве, се извинувам, Славе, еве тука може би во контекст на ова и ќе прочитам, ќе се обидам да сублимирам 2-3 прашања од гледачите кои може да извлечат едно и кое еве би било на некој начин упатено токму за разрешување на идејата како тоа да се надмине. Еден гледач вели вака, дали со оглед на тоа дека имате представник само од Министерството за внатрешни работи, може да биде некаков пример за спроведување на поригорозно спроведување на законите, што на некој начин би било и санкционирање и превенирање, и дали еве од конкретно наведените случаи на професорката резултирало некакво разрешување на случајот, а исто така еве еден гледач вели, во моето соседство некој човек малтретирал сосед, што се превзема за тоа. Значи се мисли колку еве да речеме Министерството за внатрешни работи може поригорозно да ги спроведува законите кои на некој начин би бил и пример за тоа како треба да функционират можеби другите министерства. Министерството за внатрешни работи поригорозно и понеригорозно не може да ги спроведува законите, тоа ги спроведува точно онака како што се пропишани законите. Меѓутоа, по превземените сите мерки, еве пак ќе се навратам пошто учениците ми се гости во емисијава, на тие фамозни физички напади и тепачки што се случува во последниот период, голем дел од истите се реализирани, што значи дека сторителите се пронајдени, повикувани се на разговор, разговорот е обавуван во присуство на нивните родители, известувани се педагозите на училиштето, повторно е обавуван разговор со нив, меѓутоа за цела несреќа се случува да поотделни исти сторители повторно се јавуваат со исти прекршоци. Што значи дека без разлика на обавените разговори, поднесените прекршочни пријави, што за тој краток период прекршочната пријава не може да стаса до судот, не може судот да се произнесе по неја или да изрече соодветна санкција, веќе прекршокот истиот сторител го повторува. Славе, со оглед на тоа дека сме веќе некаде и при крај на емисијата, еве, дали можете вие, нели, како социолог, да дадете и некаква идеја, користејќи некаква споредба, да речеме, како узор на можеби некоја слична држава која кубурела со овакви слични проблеми, пак ќе речам како резултат на една економска и политичка транзиција, се справила со овој или сличен ваков проблем. Можеме ли да користиме нечи пример за да еве побезболно го надминеме овој проблем? Бидејќи веќе, како што рековте, крајот на емисијата ќе се обидам да направам едно резиме, всушност за оние кои што може и подоцна се вклучиле во емисијава, зашто дискутираме. Станува збор за нашата безбедност во општеството и која, барем според моје мислење, е резултат на онаа небезбедност, на нарушени односи меѓу луѓето, нискиот степен на толеранција, зголемената агресивност во општеството, намалената гаранција за безбедноста на животот на луѓето од страна на институциите, односно висок ризик да се биде убиен без посебни причини, како и стресните состојби, она што се нарекува во психологијата на личноста, неизвестноста во поглед на личната иднина и иднината на државата. Генерално овако би го прифатиле кој заклучок, тогаш проблемот ќе мора да го побараме за да го решиме во делот на функционирањето на правната држава и во делот на она што се нарекува организирани форми на општеството. Само како илустрација, не само во однос на претходниот општествен поредок што постојава одредени организирани форми, туку тие и функционира и во овој дел. Во оваа ситуација немате организирани форми со кои што вие всушност превенирате потенцијално насилство, а не станува збор за зголемен степен на насилство. Туку самиот чин кој ќе забележите такво однесување во населбата, на работното место, можем јас да забележам насилен однос према вас како личност по етничка линија, по пол, по возраст, по злоупотреба на позицијата директор вработена, и јас да реагирам. Што се случува? Побаравте држава, каде го има? Не дека го има само во Америка. Туку станува збор за автор што е американец, тој е Џон Несбит, кој извршил анализа на 2 милиони новински написи и во кој што дошол до одреден тренд, проучувајќи ги трендовите во американското општество,
дека поради тој наплив на зголемена агресивност и насилство, тие си имат проблем со нарко групите од најразличен вид, самите граѓани во одреден кварт, населба, се самоорганизирале. Имате пензионери кои денеска, да речеме, е убаво време и излегуваат пред населбата. Доколку забележат личности кои што не ги познават од населбата, или им се сомнителни, или забележуваат дека ги напаѓаат малолетниците од икс причини, сексуални, со други пороци, тие се явуваат во одредена служба, која што може да биде во рамки на Министерство за внатрешни работи, или да биде одредена граѓанска иницијатива која ги процесуира тие случаи и веднаш тие случаи се регистрираат и се презема мерка. Ако вие живеете во една населба каде што секојдневно знаете кои соседи ви се околу вас, кои деца се играат во вас, не можете да ја затворите, како да речеме, ситуацијата дека тоа на вас не ви се случило доколку забележите шприц. Вие со самиот чин доколку сте одговорен граѓанин, треба да се јавите на телефон и да речете во мојата населба од денеска забележав шприц. Тоа значи дека некој го донел, а некој се дрогира. Ако како луѓе не превенираме да се самоорганизираме, ова што го рече господјата на ниво на училиштето, ајде училиштето уште го имаме како организирана форма. Иако гледаме под каков притисок е самото училиште. Примерите што ги кажува момчето, мислам, се секојдневие. Колку може и ова училиште кое треба да биде модел како треба другите да се организираат, тоа испаѓа дека инцидентен случај, што значи дека правилото е дека во другите училишта ситуацијата е многу полоша. Значи, само организирањето преку одредени стандардни форми на граѓански иницијативи не ни требаат странски пари за таа работа. Не ни треба, едноставно свесни сме дека ние треба да размислиме за иднината на овие деца. Тоа значи дека денеска сите пензионери што се витални ќе ги ставиме во функција на ова самоорганизирање. Ние ќе им вратиме на пензионерите што ќе ги уредиме парковите, тие ќе седат фино, а младите деца едноставно ќе го средат местото за живење и местата за рекреација ќе бидат пристојни места. Тогаш практично не ќе мора после 22 часот да одат во кафана, зашто се малолетни. Еве вие формата на едно здраво, стабилно општество. Погледнете с која западноевропска држава не е таква. Одвојте ги квартовите, таму имате квартови во кои што се знае кои квартови се продава дрогата и тој кварт ви е ризичен кварт. Вие не одите во тој кварт. Во убавите квартови се живеат цивилизираните луѓе и луѓето кои што не доаѓаат со судира со законот. Јас ова го кажувам, токму го имам наплано тој основен потик дека ние всушност сме општествени битија кои што сме потикнати да го организираме општеството на начин како што ни одговара, при тоа не нарушувајќи ничија слобода. Убавината на оваа емисија е токму тоа што младите дебатираат на овој начин учејќи демократијата. Во едно друго истражување што го направив, меѓу ученици, тоа претежно одлични беа, 200 ученици ги прашав, кои се нивните основните вредности, прашањето на демократијата, на либерализмот, на парламентарната демократија беа на најниската скала од вредностите. Што значи дека самите деца ние не ги учиме на овие вредности кои што се соодветни на ова општество. Очекуваме наспроти тоа да го критикуваме премиерот или министерот за постапките што ги направи. Ние не смееме на директорот да му кажеме зошто ни доцни платата, да речеме, или не смееме да му кажеме на оној во мини маркетот каде што работиме нелегално, а камоли да го критикуваме премиерот. Тоа се прашања кои што ние всушност треба да ги потекнеме одоздола, да ги почитуваме тие правни норми, на општествено ниво да се организираме и тогаш и они што сме го избрале да не представува, да го троши нашиот денар и тој поодговорно ќе се однесува. Секој властодржец кога има вака неорганизирано граѓанство, секојаш е во предност во однос на дадената ситуација. Сузана. Сепак ќе го повторам тоа од почеток. Значи, гостинот, нашиот колега веќе приврши со истото мислење, сепак останува едукацијата како примарен фактор од семејството, значи здраво семејство, здраво општество. Ја мислам дека вакви трибини, вакви дебати не се потребни на организирано ниво. Се трудиме, поготово ние во нашето училиште, тоа веќе традиционално го работиме со разни форми, со разни презентации и мислам дека треба вака пошироко институционално да се занимаваме. Да, секако многу убаво дека еве на некој начин и дадовте некакви идеи како тоа може би било
da se ubavo da se razreši, iako može bi za nekoga ke prozvuči utopistički, međutim, jaz ipak, jaz lično pretpostavljam da treba mnogo malko trud da se vloži za taka da se organizirati работите и сега малко може би ќе биде спорно дали на микро или на макро план да почнат промените. Господина, со примерот покажа дека почнали. Така, тука еве еден гледач вели, дали не мислите дека треба едукација и за родителите? Го запишав, наистина да го кажам. Кажа, да почитате Да. со неговото дете. Ја би се надоврзал нели за таа едукација на родителите и впрочем со господин Славе што почетокот се согласивме дека за да биде една здрава младина треба дома родителите навистина правилно го воспитаат детето, ако правилно биде воспитано и изградено. Ја тргнал конкретен пример, кога ќе се дојде дете од училиште. Сега има полно примери, родителот ниту да го праша како поминал на училиште, зашто се соочил со некој проблем, дали се степал со некој другарче, зашто добил таква оценка слаба или зашто избегал од часови, не му кажу едноставно. Ја гледам например ке мене во моето училиште и така е сигурно и во останатите. Ке дојде родител едноставно на крај на школска година, кога веќе се следуваат оние оценки, само тогаш се интересира какви ќе бидат оценките на неговото дете, и тоа да види дали присуствувал на часови или не присуствувал, што правил, како правил, општо не го интересира. И кога ќе види таква една дезорганизираност за неговото семејство, фактички тој си вика јас сум си свој газда и правам што сакам, едноставно. И тука би завршил само вака би заокружил дека треба да се обидеме ние младите, поготови со возрастите, да проработи таа свест, да ги подигаме повеќе моралните вредности и принципи на живење и да се обидеме да се почитуваме едни со други и секако на крај крајва она што го имаме како незадоволство према другиот да не го искажуваме со негативни средства, да ги користиме позитивните, нели диалогот како што споменавте и вие. И јас би се надоврзала на ова што го кажа господинот социолог. Во нашето училиште е склоп од повеќе националности, покрај македонците, најголем процент се албанци, можем да кажам со гласно и јасно дека на многу високо ниво ни се односите со другите националности во нашето училиште и тоа докажува дека сепак сме почнале да учествуваме во организирањето на безбедноста во рамките на оваа држава. Ако имаме време, само еден коментар. Веројатно сите ние живееме во општество кое што има припадници на различни етнички групи. Не сум јас ниту исклучок во тој поглед. Морам да признам дека никогаш децата што учеа со мене не ги гледав по тој принцип. Тоа е можеби мој личен пример. Ја и денеска луѓето се обидувам да не ги гледам по етничкиот елемент. Не ги гледам можеби ни по социјалниот статус колку пари имаат во джеб. Ги гледам по ние индивидуални вредности, но пак ќе речем, ние дојдовме во многу лоша, да не речем, сива зона, да ги гледаме луѓето прво по етничкиот елемент. Ми се случи во едно, така да речеме, теренско истражување, каде што директорката се изрази со зборовите во нашето училиште вика, нашите деца учат на првиот спрат, туѓите деца учат на вториот спрат. Местото беше Тетово. Тоа беше 82 година, еве 20 години после тоа, гледате како се случуваат работите. Секако, еве, за на крај мора да се согласиме дека произлегува навистина убави примери кои секако кога би допреле до свеста на секој граѓанин, на секој човек би резултирале и нели решение. Јас жалам што немавме уште време да ги разрешиме и прашањата поставени од гледачите, меѓутоа еве ако ми дозволува времето, јас само начелно би прочитала што се произлезе како прашање од гледачите, за да знаеме на што после дебатата, нели ние како и секогаш ќе продолжиме со дискусија за да видиме каде може би лежи клучниот проблем за понатаму и да произлезе и решението. Еве вака еден гледач од Скопје вели: што е тоа што доведе до криминал и убиства во Македонија? Гледачот Охрид вели: нема никаква безбедност и во сообраќајот. Гледачот Скопје: каква е казната за силување, а каква е заштитата? Гледачот Гостивар: дали имате податок дека меѓу младите полицајци има многу наркомани? Гледачот Демир Хисар: зошто младите не гледаат перспектива во нашата земја? Гледачот Крушево: зошто казните се многу мали за било кое злосторство? И гледачот Скопје: оно што веќе го реков, треба едукација и за родителите. Значи, тука би го завршиле вечерашната дискусија.
би ви посакала секое добро. Мене ми е драго што еве на некој начин произлегува некакви можни решенија, некакви упутства за решенија. Се надевам дека компетентните, оние што треба да размислат токму за оваа организација, за оваа организираност, ќе ја гледаат оваа дебата и на некој начин ќе иницираат нешто што можеби на некој начин ќе биде решение за понатамошните кризи, односно за небезбедноста во оваа наша држава. Иако една гледачка во првиот дел вели зошто сите гости така се зачудени како да не знаат дека нашата земја е небезбедна. Ми преостанува да ве поздравам и вас, почитувани гледачи, да ви се заблагодарам што бевте дел од нашава вечерашна емисија и вам, драги мои гости, кои бевте вечерва заедно со мене во студиото Цена македонската телевизија. И еве како што е редот во нашите емисии, само за крај уште еднаш да подсетам кој се вечерва беше со мене во мојата емисија. Сузана Чаволи, професор од Државното средно училиште Цветан Димов, Славе Младеновски, магистар по социолошки науки, Зоран Николов, психолог и медија директор од К15, Душко Лазаров, главен инспектор во Оделението за јавен ред и мир на СВР на град Скопје, Благоја Митев, такси возач од Сдруженијето на такси компанијата Мерцедес Б. И секако тука беа вечерва младите од Државното средно училиште Цветан Димов. Значи, да ви посакам секое добро и да се видиме во некој од следните емисии.